Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Еве ги насловите за денеска. Скопје е подготвено за УЕФА Суперкупот. Крводарителна акција во Илинден по повод денот на општината. Ревија на филмови наградени на фестивалот Анимакс 2016. Без струја утре повеќе делови од Скопје. Промотивно видео за Скопје на англиски јазик, целосно брендирање на градот, неутрална фан зона на плоштадот Македонија и осветлување на калето во сина боја се дел од активностите кои град Скопје ги презема за организација на УЕФА Суперкупот. Градот Скопје е целосно подготвен за УЕФА Суперкупот 2017 кој ќе се одржи на 8 август на националната арена Филип II. На годинашниот Суперкуп силите ќе ја одмерат двата најголеми фудбалски клубови во светот, Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед. Градоначалникот на град Скопје, Куце Трајановски, истакна дека му представува голема чест и задоволство што Скопје е домаќин на УЕФА Суперкупот 2017, на кој ќе играат победникот од УЕФА Лигата на шампионите, тимот на Реал Мадрид, и победникот на УЕФА Лига на Европа, тимот на Манчестер Юнајтед. И градот Скопје активно се вклучи во организацијата за одржување на овој настан и заедно со ФФМ работеа на исполнување на сите барања и стандарди поставени од УЕФА, а изработено е промотивно видео на англиски јазик, чија цел ќе биде информирање на туристите и промовирање на убавините на Скопје. Ова е нешто што навистина се случува многу ретко, значи децении наназад градот Скопје и Република Македонија го немаат ова доживеано. И затоа градот Скопје активно се вклучи во подготовките за одржувањето на овој Суперкуп. Градот Скопје со своите јавни предпријатија активно учествуваше на тие барања, на подобрувањето на изгледот на градот Скопје, на хигиената во градот Скопје и на сето она што значи надлежност на овие јавни предпријатија. Изработен е и промотивно видео на англиски јазик, кој што ќе им послужи на туристите да ги информира за убавините и гостопримливоста на градот Скопје пред да дојдат на купот, и тоа значи покрај тоа исто така градот Скопје изготви голем број на брошури кои што деновиве ќе бидат исто така достапни на јавноста. Фудбалската федерација на Македонија ќе ја координира трофеј турата и во повеќе места во Македонија ќе бидат представени највредните пехари на УЕФА, на Лигата на шампионите, Лигата на Европа и секако на Суперкупот. Турнијата ќе почне на 1 август и во наредните неколку денови пехарите ќе бидат изложени во 9 градови во Македонија. Трофеј турата со највредните фудбалски пехари, Лига на шампиони, Лига Европа и Суперкуп започнува од 1 август низ 9 градови во Македонија и до 8 август легендарните трофеи на УЕФА ќе бидат изложени во Тетово, во Охрид, во Битола, во Прилеп, во Неготино, во Струмица, во Штип, во Куманово на 7 и на 8 август на главниот плоштад Македонија во Скопје. Покрај мултимедијалната изложба во соработка со официјалните спонзори на УЕФА ќе бидат организирани фудбалски надпревари меѓу најмладите фанови, грасрут активности на мини терени поставени во градовите каде што ќе бидат изложени големите трофеи. Во организација на град Скопје е целосното брендирање на градот, а деновиве и скопското кале ќе светне во сината боја на Суперкупот. Исто така градот ја организира и така наречената неутрална фан зона, како и точките на поаѓање на навивачите кон стадионот Филип II. Неутралната фан зона е лоцирана на плоштадот Македонија и на истата ќе се организираат голем број активности за посетителите од сите возрасти. Организација на градот Скопје и комплетниот сити дресинг или брендирањето на градот, билбордите, сити лајтите, знамињата и банерите кои што ќе имате можност веќе од денеска да ги погледнете низ нашиот главен град. Ќе имаме голем стејдж каде што ќе има музичка забава од 11 до 19 часот на 7 и на 8 август. Понатаму ќе бидат поставени оригиналните трофеи на Лигата шампиони, Лига Европа и Суперкупот, како што напомена господинот Андоновски. Ќе имаме еден зид на финалисти на кој што сите навивачи на овие два големи фудбалски клуба ќе може да се фотографираат на истиот. Понатаму ќе имаме штандови на партнерите на Суперкупот. Освен град Скопје и општина Центар се подготвува за Суперкупот и за таа цел подготвува дводневна програма на 7 и 8 август на Боемска 1 и 2.
И општина Центар се подготвува за пречек на славните тимови Манчестер Юнајтед и Реал Мадрид, како и нивните верни навивачи кои ќе дојдат од секаде во светот за да го следат фудбалскиот надпревар во рамки на Суперкупот на УЕФА. За таа цел општина Центар подготвува дводневна програма. На 7 и 8 август со почеток во 12 часот на Боемска 1 и 2 ќе бидат поставени видеобимови и озвучување. Навивачите активно ќе бидат вклучени во програмата и за да се нагласи свечената атмосфера пред надпреварот, предвиден е турнир во фудбалчена маса. Публиката ќе може на бимовите да проследи делови од најдобрите надпревари меѓу двата клуба и ќе може да учествува во коментаторски надпревар. Најуспешните коментатори на последните 3 минути од надпреварот ќе добијат награди. Жонглерите со топки и мејкап артистите што ќе ги цртаат лицата на навивачите во боите на тимовите, исто така се дел од програмата. Фановите ќе може да купат брендирани навивачки реквизити, а ќе настапат и наши познати диџеи со свој сетови. Жителите од општина Илинден уште еднаш ја покажаа својата хуманост на дело со дарување крв на денешната крводарителна акција која се одржа во просториите на Домот на културата во општина Илинден во соработка со Црвениот крст на Република Македонија и Институтот за трансфузиона медицина. По повод денот на општина Илинден денеска се одржа крводарителна акција во Домот на културата во соработка со Црвениот крст на Република Македонија и Институтот за трансфузиона медицина. Голем број крводарители, жители на општина Илинден, на дело ја покажаа својата хуманост, дарувајќи ја драгоцената течност што значи живот. Дарителите во просториите на Домот на културата имаа можност да даруваат крв во период од 9 до 14 часот, а до пладне беа собрани околу 20 единици крв. А до крајот на акцијата се очекува околу 50 дарители. Акцијата тече супер, до сега имаме околу 20 на дарители, се надеваме дека ќе успееме да реализираме бројката од 50 на. Значи, акцијата се одржува традиционално 2 пати годишно во соработка со општината Илинден. Просторот е одличен, дарителите си имаат повеќе кратни дарители, се знаат процедурата што се вика, така да тука имаме стално одлични крвителски акции. Најдефицитарни сме, како и секоја, со негативните крвни групи, меѓутоа за време на летниот период потребите се зголемени за останатите крвни групи, така да се трудиме со поголем број на акции да ги задоволиме сите потреби. Кесите со собраната крв ќе бидат предадени на Институтот за трансфузиона медицина и ќе добијат оние кои имаат најмногу потреба од неа. На овој начин, со спроведување на акцијата за дарување на крв, граѓаните на општина Илинден уште еднаш ја потврдија својата хуманост за спасување на нечии живот. Од Дирекцијата за заштита и спасување информираа дека пожарот кај Чашка во општина Ѓорче Петров е локализиран и ставен под контрола. Во гаснењето на пожарот беа вклучени двата авиона кои направиле 11 налети. Пожарот кај местото Чашка во општина Ѓорче Петров кој избувна вчера е локализиран и ставен под контрола. Дирекцијата за заштита и спасување информира дека ангажираните два авиони во текот на вчерашниот ден направиле 7 налети, а утрото до 11 часот се направени уште 3 налети со 2 авиона. Дирекцијата за заштита и спасување има мобилизирано 25 лица од републичките сили за заштита и спасување, кои се на терен. Од дирекцијата наведуваат дека се во состојба на зголемена будност. Вработените во подрачните оделенија ја следат состојбата на целата територија на Република Македонија и е подготвена во секој момент доколку има потреба да ангажира тимови за брз одговор за гаснење пожари на отворен простор на територијата на Република Македонија, истакнуваат од Дирекцијата за заштита и спасување. Вечерва на Факултетот за ликовни уметности Сулијан се прикажува ревија на филмови наградени на 6-тиот меѓународен фестивал на анимиран филм Анимакс Скопје Фест 2016. На Скопско лето вечерва се прикажува ревија на филмови наградени на 6-тиот меѓународен фестивал на анимиран филм Анимакс Скопје Фест 2016. Наградата Златна тула на фестивалот минатата година ја освои јапонскиот краток филм Парада на Сатие на авторот Коджи Јамамура. Холандскиот автор Дигна Ван дер Пут ја доби втората награда Сребрена тула за филмот Парада, а бронзена тула ја доби холандскиот филм Бинго на Патрик Шоенмакер.
За најдобар филм за деца беше награден Звездено такси од Словачка, на авторот Јуреј Крумполец, избран со гласови од детската публика. Покрај нив на ревијата вечерва се прикажуваат и канадскиот Кожа на Николас Брулт и македонскиот анимиран филм Акт на Ацо Станковски. Ревијата почнува во 21 часот на Факултетот за ликовни уметности Сулијан. Поради технички зафати во електромрежата, утре во одредени периоди од денот, без електрична енергија ќе останат повеќе делови од Скопје. Повеќе места од Скопје и околината утре во одреден период од денот ќе немаат струја, соопшти регионалниот центар за управување со кризи. Од 8:30 до 15 часот без струја ќе бидат дел од Бардовци, Орман и Волково. Улицата Битолска и околните улички во Ново Мало без струја ќе бидат од 8:30 до 11 часот. Делови од селата Глумово и Бразда во Чучор Сандево од 9 до 14 часот. Дел од улиците Пресека и Сливовска во Карпош без струја ќе бидат од 9 до 15 часот. Од 8:30 до 13:30 часот струја ќе нема на улицата Тодор Чангов, број 35 и неколку околни објекти во аеродром. Улицата Горноврановска во аеродром од 11:30 до 15 часот. Улиците Неврокопска и Чедомир Кантарџиев во центар ќе немаат струја од 8:30 до 12 часот. Причина за прекинот е технички зафат. Нов топол бран со постојан пораст на температурата која ќе достигне и до 40 степени ќе зафати земјава од викендов до вторник. Температурата ќе се движи утре од 28 до 36 степени, во сабота од 32 до 38, недела од 33 до 39, понеделник од 34 до 40 степени, вторник од 34 до 39 степени, во среда од 27 до 35 степени. УВ индексот повторно ќе има многу висока вредност 9. За време на викендот не е исклучена ретка појава на краткотраен дожд со грмежи, особено в сабота во планинските подрачја. Промена на времето се очекува од вторник кон крајот на денот. Во продолжение да го погледнеме МТМ Метео. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на Урбаните вести. mtm.mk е веб страната на која може да најдете повеќе информации. Ви благодарам на вниманието. Спортските вести се следни на МТМ. Пријатно!